Ги следите вестите на Канал 8. Добар ден. Свечено пуштен во употреба мултифункционалниот културен центар. Проектот е реализиран во соработка на централната и локалната власт. Министерот Шабани апелираше до општините да аплицираат за нови проекти. Во присуство на министерот за локална самоуправа Лирин Шабани, раководните лица во Центарот за развој на Источниот плански регион и градоначалниците, во Виница беше извршено свечено примопредавање и пуштање во употреба на реконструираниот и пренаменет објект од некогашната турска бања во галерија. Проектот чинеше 3.400.000 денари, а средствата беа одобрени од Бирото за рамномерен развој преку Источниот плански регион. За изградбата на овој објект, општина Виница пак издвои 400.000 денари од општинската каса. Битното што треба да се каже е дека објектов, како што може да се види, е модерно среден. Тоа што општината добива повеќе се просториите, искористеноста на просториите е многу поголема од предходната намена што беше. Јас сум задоволен од реализацијата на овој проект. Сакам понатаму да продолжиме, ние како министерство ќе продолжиме и понатаму да инвестираме преку нашата програма за регионален развој, да финансираме проекти и регионални и за општини и села со специфични потреби. Шабани ги охрабри градоначалниците на општините од регионот да аплицираат за добивање средства и за други проекти, правенствено преку програмите од предпристапните фондови, но и од други програми. Сакам уште еднаш да апелирам до сите градоначалници што беа присутни и поопшто да се обидеме сите заедно да искористиме и средства, меѓународни средства кои што ни се достапни во Република Македонија. Тоа се средства дали преку ИПА програмите, како што е случајот во Министерството за локална самоуправа со прекуграничната соработка и другите компоненти кои што може да аплицираат низ другиве министерства. Освен тоа има и други организации меѓународни кои што се достапни во Македонија. Апелот ми е до сите нас заедно да се обидеме. Последниот случај ние со 20 милиони евра кои што ги дава грант Светската банка и ред други проекти. Градоначалникот Дончев вели дека со ова е комплетирана едната фаза од проектот, пошто ќе следува и втората. На приземниот дел на овој објект предвидено е да има галерија и соба со пулт за видеонадзор на Виничкото кале, а на вториот спрат е предвидено да има една сала за состаноци, за семинари, за работилници, две соби каде што ќе можат да престојуваат гости на општината и на Источниот плански регион и санитарен чвор. Ова е прва фаза во изградба на овој објект, втората фаза е партерно уредување на околу објектот. Тоа ќе биде исто така реализирано во наредниот период со средства од општина Виница. Сакам да искажам благодарност до сите кои што учествуваа во реализација на овој проект, посебно до Министерството за локална самоуправа и до Бирото за рамномерен регионален развој и до Центарот на Источен плански регион. На отворањето беа презентирани и целосните резултати од спроведувањето на проектот. Објектот може да го користат сите граѓани, невладиниот сектор, уметниците, Источниот плански регион или, како што рече градоначалникот Дончев, ќе прерасне во мултифункционален културен центар. Источнопланскиот регион за 2015 година одбра 3 проекти од регионален карактер. Првите резултати од нивното спроведување се очекуваат на средината од идниот месец, а во меѓувреме тече подготовката на следните проекти. Од најнеразвиен во земјава, Источниот регион се искачи на третото место според степенот на развој. За 2015 година се планирани и нови проекти. На последната седница на Советот за развој на Источнопланскиот регион беа избрани 3 регионални проекти, кои ќе почнат да се вреднуваат од средината на февруари. Се работи за еден од проектите е изработка на техничка документација со сите фази, значи и елаборати за изградба на колекторски систем со прочистителни станици во спортскиот туристички центар Зимски Пониква. Тоа е еден од проектите кој што е на приоритетната листа број 1. Втор проект е исто така регионален, а се однесува на изработка на целосна техничка документација и менаџирање на целиот проект,
од страна нормално на економски оператор кој што ќе биде избран за локални патишта од сите 11 општини кои што водат до историски, туристички, археолошки локалитети. Тој проект е со доста голем буџет, бидејќи се опфатени сите 11 општини. И имаме уште еден проект, а тоа е проектот за втора фаза од продолжување на колекторот, проект што го работиме во Чифлик со општина Пехчево. Првата фаза ја имплементиравме во текот на 2014 година и сега одиме на втора фаза. Центарот за развој на Источниот плански регион во моментов работи и на други проекти што ќе бидат финансирани од страна на ГИСРЕД програмата. Услов за тоа е донесена програма во периодот од 2015 до 2019, како и усвоен акционен план. Ќе одеме со предпоставувам во колку Советот изгласа со 2 регионални проекти и 2 интрарегионални проекти. Вкупниот буџет што може да го добиеме е 60.000 евра. Седницата на Советот е закажана за 30 овој месец, ќе се одржи во општина Кочани. В петок ќе се одржи и првата интерактивна работилница каде ќе присуствуваат сите релевантни субјекти од 11 општини кои ќе ги дадат своите предлози, чија пак листа ќе оди на одобрување на седницата на Советот на Источнопланскиот регион. И на третиот ден од почетокот на штрајкот на просветните работници, само во Кочани и некои градови од Источна Македонија засега е во статус кво ситуација и нема некои значителни промени. Наставниците се на своите работни места, а штрајкуваат само председателот и председателите на синдикалните организации на некои училишта. На воредната седница што синоќа се одржа во Скопје е констатирано дека во останатите градови во државата штрајк има во повеќе од 70% од членството на СОНК. На воредната седница што синоќа до доцните вечерни часови се одржа во Скопје и на која присуствуваа председателите на регионалните одбори на СОНК на чело со председателот на СОНК Јаким Неделков, се разговараше за состојбите со штрајкот во училиштата во Македонија, каде што е констатирано дека освен училиштата од Источна Македонија, каде што штрајкот е најслаб, во останатите делови од земјата наставниците ја подражуваат одлуката на СОНК. Штрајкот е најмасовен во Струмица, Куманово, Центар, Гостивар, Тетово, Струга, Битола и другите поголеми градови, додека Кочани и регионот е послаб, односно штрајкуваат само раководните лица на СОНК, рече регионалниот координатор Тоше Геров. Тој додаде дека ќе разговара со председателите на синдикалните организации во училиштата за да ја дадат поддршката на одлуката на Советот на СОНК и се надеваат на позитивен одговор од нив и дека ќе проработи свеста за поддршка на СОНК. Директорите на училиштата пак велат дека за штрајк не се ни зборува во Кочани. Наставата се одвива без никаков прекин. Инаку во училиштата во Македонија штрајкот продолжува и уште други нови синдикални организации се приклучиле кон него. На седницата било кажано дека во градовите каде што се штрајкува, наставниците биле под силен притисок и во присуство на просветни инспектори и списоци со име и презиме. Обструкциите се засилиле, а во дел од училиштата веќе се ангажирани и заменски наставници на местата на оние што штрајкуваат. Од друга страна пак, наставниците кои не го подражуваат штрајкот се жалат на притисок од раководството на СОНК, бидејќи биле исклучени од синдикатот. Од Министерството за образование и денеска немаат став за штрајкот на просветните работници. Од СОНК велат дека нема да одстапат од одлуката за штрајк се додека не бидат исполнети барањата за покачување на платите и укинување на казните за наставниците од екстерно. Покачена влажност на оризовата арпа е регистрирана на откупно-преработувачките пунктови во Кочанскиот регион. Тоа го забавува процесот на лупењето на зрното, а земјоделците бележат известни загуби. Влажноста на арпата е покачена и на откупните пунктови оризопроизводителите се соочуваат со одбивање на известен процент од тежината за предадените количини. Ова е еден од главните проблеми со кои се соочуваат земјоделците покрај бавниот откуп и стагнирањето на откупните цени. Покачена влажност на зрното е регистрирана при земањето мостри на преработувачките пунктови кај сите предпријатија што се занимаваат со откуп. Ваквата состојба ја потврдуваат и од кластерот за ориз, при што се пролонгира и пласменот на веќе откупените количини. Проблемот се јавува во последните денови со влажноста на оризот, значи од топлите температури, зголемената влажност, оризот е со покачена влажност, има тешкоти во луштењето, исто така и во пакувањето не идуваме на проблеми.
Според Донев, неопходно е пред лупењето арпата дополнително да се суши во капацитетите на откупувачите, што го забавува нејзиното лупење и пласманот на произведениот белорис. Без разлика дали се работи за стандардната сорта Сан Андреа или пак арпа од новите турски сорти, влажноста на зрното е за неколку проценти над дозволеното, врз што влијаеле надворешните фактори, односно начинот на кој земјоделците го чуваат оризот. Зголемената влага во зрното веќе предизвикало оштетување, односно така наречено запалување на известни количини, што иако биле откупени, веќе се изфрлени. Бидејќи се работи за природен процес, се очекува со порастот на дневните температури да дојде до опаѓање на процентот на влажноста, што треба да ја нормализира и преработката на откупениот ориз. И додека земјоделците од Кочанско имаат проблеми со влагата на оризот и пласменот на минатогодишната реколта, други размислуваат за новини во производството со одгледување екзотично овошје и зеленчук. Пример за тоа е земјоделецот Штипско, кој произведува кивано и карела. Екзотично овошје и зеленчук, какво што се одгледува на далечните континенти, може да успее и во Македонија. Во атарот на Штипско Карбинци веќе се одгледуваат 15 вида овошје и зеленчук за кои што малкумина од нашите граѓани слушнале или пак ги виделе. Упорниот Владо Милановиќ, кој се зафатил со необичното земјоделско производство, вели дека од неговиот опит веќе успеале неколку вида екзотични растенија, што се традиционални за Индија, Кина, Јапонија, Јужна Америка и африканскиот континент. Од оние што ги тестиравме на нашите плантажи, успешно се одгледуваат 9 врсти на екзотични растенија, меѓу кои ќе напоменам дека е исклучително профитабилна индијанската банана, сибирската боровница, а од едногодишните растенија можеме да кажеме чили пиперката, карелата, киваното, така да тие се тие растенија кои можат тука успешно да се одгледуваат. Сознанијата до кои дошол Милановиќ се дека киваното како овошје е старо 3000 години и расте во Еквадор. Зеленчукот карела пак е традиционална и здрава храна во Индија, Кина и Јапонија, а тој веќе ги продава на македонскиот пазар. Тврди дека има голем интерес кај македонските граѓани. Карелата е едно растение кое што во Европа сега почна да биде актуелно ради тоа што лечи повеќе врсти на канцер, има природен инсулин кој што за диабетичарите многу значи. Значи сега пак зависи од кои типови на диабет луѓето страдаат, меѓутоа со консумација секојдневна и тоа може да се излечи, а најмногу што го консумираат луѓето како традиционално јадење во, да кажеме, во Индија или во Јапонија, во салата, во разни манџи, и бенефитот од нив се знае дека таму карциномот скоро и да го нема. Милановиќ вели дека македонските земјоделци се заинтересирани за производство на екзотични растенија, а интерес веќе пројавиле земјоделците од Струмичко и Гевгелиско. Откупот и пласменот на екзотичното овошје и зеленчук е загарантиран. Неговата фирма има и свој партнер во Хрватска. Забележува дека има иднина во одгледувањето на екзотичните растенија, доколку се засади индијанска банана на 1 хектар, бруто заработувачката може да биде и до 80.000 евра. Инвестицијата се враќа зависи дали станува збор за едногодишни растенија или повеќе годишни растенија. За повеќе годишните растенија нормално треба еден период на адаптација на дрвата додека почнат да бидат во полн род. Така да некои си 3 до 4 години, пак зависи какви садници ставиме, дали се 2 годишни, повеќе годишни. И релативно брзо се враќа инвестицијата вложена во ова. Додека за едногодишните растенија во суштина за една година се враќаат вложените и се заработува пријатна сума. Годинава на нивите во Македонија ќе бидат засадени 15 хектари од овошјето кивано и 5 хектари од зеленчукот карела. Општина Чешиново Облешево планира изградба на мал бетонски мост кај Соколарци и подпорен ѕид на ободниот канал кај Спанчево. Со тоа треба да се решат дел од инфраструктурните проблеми за жителите од овие села. Собирниот канал што поминува во близина на училиштето во село Спанчево неколку години им прави главоболки на овдешните жители. Високото ниво на вода го симнало земјениот насип покрај каналот, поради што тешко е оштетен и пристапниот асфалтен пат до околните куќи.
Често се случува отпадната вода да им влезе во дворовите, па дури и во куќите. Спанчевци велат дека состојбата станува посериозна напролет, кога ќе се наполнат околните долови што се слеваат во каналот. Ја не можам да излегнам со кола од дома. Колата сам пред селото. И никакви услови. Водата доаѓа кај мене, јас сум последен тук. Сета вода кај мене доаѓа. Треба ово сад некој да санира, да се направи, за да може сите овие луѓе наам да се минат слободно. И натаму има поплави други у куќите шулават. И ке рекли, он е на ударно тука е. Без разлика што е над канало, толку е насип од таа висина, оздоле се чистат, оздоле фрлат, нагоре не стават, така доваѓа. И сега ово е пониско од горната страна и секој ке нас префрла ке мене, ке него и да не ги набројавам тие други куќи што има. По неколку години чекање, проблемот со попуштениот насип на каналот треба да се реши. Локалната самоуправа на Чешиново-Облешево пред повеќе од 2 години започнала активности за решавање, но работите застанале. На крајот на минатата година повторно се обновени со распишување тендер за избор на изведувач на изградбата на подпорен зид на каналот. Според техничката документација, на северната страна треба да се изгради зид во должина од 30 и височина од 2 метри. На тендерот пристигнала една понуда што е прифатена, па градбата наскоро треба да ја реализира предпријатието Прима градба од Штип. Истата фирма презела обврска и за изработка на армиран бетонски пропуст, односно мал мост на локалитетот Коритарски дол во близина на гробиштата во село Соколарци. Според понудените услови од изведувачот, за овие две активности предвидено е општина Чешиново-Облешево да потроши околу 220.000 денари. Затвореник од Виница заработи кривична пријава за посадување наркотични средства. Го откриле надлежните во Штипскиот затвор, каде што ја издржувал казната. Дека незатворските објекти не се имуни на трговијата со дрога потврдува и полицискиот извештај на секторот за внатрешни работи од Штип, според кој таква постапка била откриена. Поради ова, 26-годишниот виничанец ДС заработи кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Пријавата му е поднесена поради основано сомневање дека го направил споменатото кривично дело додека се наоѓал на издржување на затворската казна во Штипскиот затвор. На 21 јули минатата година во казнено-поправниот дом затвор Штип при извршен преглед над пријавениот биле пронајдени 2 пакувања наркотична дрога хероин со тежина од 12,7 грама и 6,31 грам мешавина од кофеин и парацетамол. Според истражните наоди до кои дошла полицијата, виничанецот ја набавил дрогата од непознато лице од Скопје, неколку дена претходно кога бил пуштен на викенд отсуство од затворот. Почна аудицијата за избор на учесници на фестивалот на детска песна Музички бранови. Има голем интерес за учество од страна на учениците, а аудициите се реализираат во училиштата во Кочани и соседните општини. Кон крајот на април е планирано да се одржи 4-тиот поред детски музички фестивал Музички бранови. За таа цел навреме се започна со потрагата по талентирани деца и изборот на учесници. Со аудицијата треба да бидат опфатени околу 200 деца од основните училишта од Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново-Облешево. Јас се викам Павел Гошев, учам во основното училиште Малина Попиванова, сум 5-2 оделение. Јас до сега учествував во хорот Музички бранови, а сега се пријавив да учествувам со моја собствена песна. Јас верувам дека жирито ќе ме одбере за да учествувам во фестивалот Музички бранови. Јас се викам Блајица Стојанова, учам во основното училиште Малина Попиванова во 5-то оделение. Сега ние се наоѓаме на аудицијата и јас верувам дека ќе се представам добро за да учествувам на фестивалот Музички бранови со своја собствена песна. До сега учествуваше ли во хорот на Музички бранови? Да, до сега јас учествував само во хорот на фестивалчето Музички бранови. Јас се викам Мартина Карова, учам во основното училиште Малина Попиванова. Јас учествував во хорот на Музички бранови. Јас сакам со своја изведба да настапам на фестивалот. Јас се викам Антонија Митрева од училиштето Малина Попиванова. Минатата година настапив со песничката Жел Бирој. Јас сум многу задоволна од мојата изведба. Фестивалчето Музички бранови гостуваше и во Србија. Јас ја немав таа можност да присуствувам таму, но моите другарчиња од Музички бранови присуствуваа и беа задоволни од посетата.
Децата ги проверува комисија во состав Невенка Данилова, Сашко Велков и Мијалче Стојанов и избира кои деца имаат слух и можат да земат учество на фестивалот. Инаку, од ланската година фестивалот доби меѓународен карактер со учество на деца од соседните држави Бугарија и Србија. Така е планирано и годинава, кога ќе учествуваат 15 деца, од кои 12 се од Македонија, а 3 од споменатите две држави. Фестивалот од година во година добива на квалитет и квантитет и излегуваат добри детски песни кои понатаму остануваат да се слушаат. Композициите кои годинава ќе се изведат се веќе во подготовка и се работи на нивниот текст, музика и аранжман. Новина од годинава е што за секоја песна од ланскиот фестивал се подготвува боенка со илустрации поврзани со содржината на песните. За крај информацијата од спортот. Изборот за спортист на Кочани за 2014 влегува во втората фаза. Во следните денови комисијата ќе гласа по однос на пристигнатите предлози. Истечен е рокот за поднесување пријави за манифестацијата најуспешен спортист на Кочани за 2014 година. Сите валидни предлози кои содржат целосна документација ќе бидат ставени на разгледување пред комисијата составена од Сојузот на спортови Кочани и Асоциацијата на новинари. Пријавите за учество се поднесуваа заклучно со 20 месецов во одделението за јавни дејности во општина Кочани. Право на учество во изборот имаат сите спортисти, екипи и спортски работници од клубови со дејност спорт регистрирани во општина Кочани. Категориите се стандардни, на манифестацијата ќе се изберат најдобриот спортист за 2014, најдобриот млад надежен спортист, најдобрата екипа, најдобриот тренер и најдобриот спортски работник. Во следните денови ќе заседава и комисијата за избор, откако ќе бидат донесени одлуките за доделување награди на најдобрите во поодделните категории, ќе се одржи и изборот предвиден за околу 10 дена. Вестите завршија, ви благодариме што не следевте. Останете со Канал 8. Довидување.